или како служба и како ќе функционира наредните денови Скопската брза помош? Така, како и секој друг ден, па и празничните денови, мораме да бидеме организирани. Иако со многу мал број на екипи, сепак успеваме да дојдеме до некоја бројка од 6 екипи. Тоа е максимумот што можеме да го направиме, за да одговориме на евентуалните предизвици што предстојат во овие денови неработни, да кажам. Значи, за време на празнициве, итната медицинска помош ќе работи како и секој ден 24/7, непрекинато. Во склоп на итната медицинска помош се и службите за домашна посета и дежурните ординации кои што работат во трета смена, недели и празници. Тоа се 6 пункта во поликлиниките низ градов, кои што ќе работат од петок ќе работат од 19 со работно време од целиот ден. Смените ќе си бидат како и да е, значи ќе има континуирана покриеност 24 часа во сите тие 4 дена. Домашната посета ќе си работи со нормално работно време и покрај тоа што се празнични денови, значи од 7 часот, од 21 часот, освен недела од 7 до 14 часот. За понеделник исто така ќе си работи цел ден. Така. За какви интервенции имате долгогодишно искуство токму во брзата помош и како лекар, но и како раководител? Вообичаено граѓаните се јавуваат во идната медицинска помош. За какви состојби и здравствени проблеми најчесто при вакви празници? Така, значи диапазонот е широк на јавување на граѓаните, секој има некоја своја различна потреба за да се јави, дали тоа е оправдано или не, тоа ќе оценат нашите доктори кои што се на телефоните 194 и преку 112, односно преку Центарот за управување со кризи, кои што не поврзуваат со нашите доктори. Значи има најразлични од, да речам, најтешките сообраќајни незгоди, повреди од таков карактер, акутни, потоа акутни интернистички состојби од типот на мозочни удари, на срцеви инфаркти и така натаму, мозочни крварења во најтежок случај. Меѓутоа има доста и кои што се јавуваат поготово овој период со варијабилен крвен притисок, тоа препишуваме ние докторите и на промената на температурните разлики кои што се јавуваат од утрински температури во тек на денот имаме разлика од 10 до 15 степени. Со пропратени со вртоглавици многу често, зборувам за овој период, овие недела-две кои што се јавуваат граѓаните. Меѓутоа, се уште е застапен и еден стомачен вирус кој што често го има во овој период, кој што се јавува со пропратни силни грчеви и болка, и тоа е една од причините за јавување на нашите телефони во нашата служба. Така да докторите кои што се на телефон даваат совети, тоа се ситуации каде што прво треба да се побара помош од матичните лекари. Знаат да одат и со температура покачена, меѓутоа и не мора да значи. Знаат да оди со една клиничка слика и на повраќање и на течни столици. Секогаш треба, има една инциденца на појавување ретко, но може да се јави компликации што оди со еден миокардит, односно воспаление на срцевиот мускул кој што не треба да се занемарува. Меѓутоа тоа е многу ретко и кај оние состојби кои што се, мислам, вулнерабилната категорија на луѓе, обично кај повозрастните и така натаму. Секако дека оваа состојба се дава совет да се внимава на рехидратацијата на организмот која е најважна. Поготово реков за возрастните над 60 години, за децата до 6 години, кои што се многу лесно подложни на дехидратација, кој што најчеста компликација кај децата и кај трудниците и жените доилки, секако, кои што губат течности преку доењето. Значи, тоа се оние најчестите кои што се јавуваат. Така, дел од овие состојби не се ургентни, односно не се итни, да, споменавте во кои случаи најчесто, меѓутоа не е на одмет и уште еднаш чисто информативно кога треба да се побара брза помош и екипа за да дојде, за да може да интервенира веднаш, имајќи во предвид да размислиме и за останатите граѓани на кои не дај Боже во исто време ќе им треба помош, итна помош, а како што рековте бројот на екипи е ограничен на 6. Така, во суштина, значи, основната работа на службата за итна медицинска помош е ургентно згрижување на оние состојби кои што се животозагрозувачки, односно каде што се загрозени виталните параметри, дишењето, пулсот, обилни крварења и така натаму.
Овие состојби кои што дел од нив сега ги набројав, се сепак, бидејќи еве овие 4 дена нема да работат матичните лекари, нашите доктори се достапни за совет да дадат, меѓутоа да не инсистираат граѓаните да се дојде по секоја цена, бидејќи не секоја состојба е ургентна и за да има посета на доктор. Сакаме сите доктор дома да ни дојде, меѓутоа затоа се и оние дежурни ординации кои што работат и за празниците, како што ги споменавте, нокните служби, народски наречено, така нокните служби, каде што ќе може во секое време да отидат кога имаат проблем и да се прегледаат. Ако нешто е ургентно, тогаш докторот од таму ги преупатува, или кога е нешто на вистина ургентно, ни се јавуваат докторите на нас, на итната служба, и од таму праќаме возило за да се транспортира во некоја од болниците. Дали во секундарно ниво двете болници или на клиники во зависност. Значи, затоа треба и апелирам да се соработува со докторите на телефон, да се примат совети, тие се секогаш достапни. Во случај да не се подобри состојбата, може да се отиде на лице место. Доктор Димовска, кога сме кај нокните служби, популарно познати кај народот, рековте дека веќе ќе функционираат они во текот на 24 сати, меѓутоа почнуваат од петок од 19 часот. Каде можат, во кои поликлиники ќе можат граѓаните да добијат соодветна здравствена услуга во зависност од нивната состојба и потреба? Да, тоа како што набројав, како што реков, се 6 поликлиники, тоа се Ѓорче Петров, Јане Сандански, Ченто населбата, Драчево, Чаир, и Битпазар. И Битпазар, така, да. Кои здравствени услуги еве конкретно можат да се добијат во овие поликлиники, во нокните дежурните служби, за да се растерети да не се доаѓа или да не се бара брза помош? Значи, секако ќе бидат прегледани од доктор, ќе бидат измерени виталните параметри, ако е нешто загрозувачко, ви реков, ќе побара докторот и наша асистенција за транспорт, меѓутоа, ако не, тогаш добиваат соодветна терапија, ампуларна терапија кај нас. Значи, таблетарната терапија, затоа ја советуваме за дома, меѓутоа, ако не помогне, се интервенира со ампуларна терапија, и тоа е она што може да се пружи во дежурните ординации. Да, пред да продолжиме околу кои здравствени услуги или поради што најчесто граѓаните доаѓаат во нокните служби во доцните часови, да ги поканеме нашите гледачи. Почитувани, доколку имате прашање за денешната моја гостинка и соговорничка, доктора Анита Димовска, раководител на службата за итна медицинска помош Скопје при Здравствен дом Скопје, може слободно да се јавите на добро познатиот телефон 02 3116 566. Денеска говориме за функционирањето на брзата помош, но и нокните служби. Доктор Димовска, дали иста е симптоматологијата и состојбите поради кои се бара лекарска помош и во поликлиниките во склоп на дежурните, односно нокните служби, и оние јавувања кои ги имате на 194 или поново на 112 преку Центарот за управување со кризи? Така, голем дел и се слични сите тие јавувања, голем дел. Ние ги пренасочуваме да се упатат во дежурните ординации кога станува збор за некоја стомачна болка, главоболка, висок притисок, кога тој притисок дозволува да пациентот сам отиде до дежурната ординација. Меѓутоа, кога тој висок притисок е припратен и со несакани симптоми како компликација на високиот притисок, знаеме што може да предизвика тој од типот на мозочен удар и крварење во мозокот, тогаш ја превземаме работата ние. Меѓутоа, секој што може да отиде до таа ординација, секако дека треба таму да се прегледа. Посебно треба да се внимава престојните празници, бидејќи ќе изобилуваат доста со храна богата со масноти, па да се внимава и на маснотиите, холестеролот, триглицеридите, ќе ги споменаме јајцата, дури и месото, кој ќе биде составен дел и од трапезата, речиси кај секое семејство. Така, голем дел од граѓаните знаеме дека постат, значи време на пост до сабота, многу внимателно кога ќе се прејде од постна на мрсна храна, значи тоа да биде умерена количина, без разлика на искушението што го имаме со обилните трпези, кои што знаеме како се подготвуваат за време на ваквите семејни празници. Сепак тоа да е умерено, исто внимание како со масната храна, така и со оние зелени салати кои што се прават овој период,
за прети и после великденските празници, значи знаат да предизвикаат јака стомачна болка, воспаление, да речеме реакција на желудникот, со грчеви во стомак, со течни столици кои што не се поврзани со вирус, меѓутоа се поврзани со храната. Затоа помали оброци, почести оброци, меѓутоа и умирени, да бидат да не е тешка храна, да не значи полесна храна, преминот да е од постна во мрсна храна постепен. Так, кога сме кај постот, дали бележите интервенции за колапси или тоа се случува поради променливото време, како што рековме, по 15 степени варијација на температурата од утринска до дневна? Има појава на колапси, тоа доста на јавни места во последниот период, меѓутоа не може секогаш да ги поврземе со постната храна. Обично тоа настанува, како што кажав, поради промена на крвниот притисок, почесто одат со низок притисок, почесто одат со низок и со пат на гликемијата, односно на нивото на шеќерот во крвта. Може би повеќе е причината и на промената на температурата, меѓутоа и на пат на шеќерот, односно кога луѓето излегуваат од дома гладни, недоручкувани, па така се случува и да затоа обично ги имаме кај 11-12 часот да се случуваат тие колапси. Најчесто поминуваат без некакви компликации и се средуваат на лице место кога е во прашање обичен колапс, меѓутоа кога има засегање на останатите витални параметри, тогаш се носат до соодветните установи здравствени. Има ли намалување на бројот на сообраќајни несреќи кога почна оние засилени контроли, да и статистички беа некако преполовени бројот на интервенциите во однос на новогодишните и празниците потоа, за после контролите некако да се преполоват? Дали е се уште таква состојбата или се враќаме пак за жал на старо? Мислам дека кај нас за жал се свидува на тие контроли, а не на совеста што треба да ја имаме. Тој период точно, како што рековте, имавме намалување на бројот на сообраќајните незгоди. Дури беше чудно што за среќа имаше денови кога немавме ни една интервенција за сообраќајна незгода. Меѓутоа, можам да кажам, последниот период повторно ги имаме, од 3 до 4 во смена, значи за жал и со смртни последици. Сега е сезона кога веќе се стоплува, кога на улица се мотоциклите, да, велосипедите, тротинетите, значи треба да се внимава од секоја страна и од едните и од возачите на моторни возила и од пешаците, значи буквално на сите кои што учествуваат во сообраќајот. Имаме повредени и пешаци, значи треба да се внимава на сообраќајните правила и прописи, без алкохол при седнување на волан, да не се зема сила кога се седнува и на мотор, значи тоа е за мене барем едно несигурно возило. И задолжителна заштитна опрема. Да, сигурно, значи кацигата да биде составен дел на опремата на оние кои што ќе седнат да возат мотор, затоа што имаме и до многу несакани најтешките повреди се кај возачите на мотори. Да, и посебно ако не носат заштитна опрема и кациг. Да, докторка, да ги слушнеме прашањата и од нашите гледачи. Почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Се исклучил гледачот, да, ќе оставиме простор и понатаму во текот на емисијата и за следните гледачи. Кога сме веќе кај сообраќајот, се нормализираше ли на некој начин, дали се подигна таа сообраќајна култура за која со години наназад говориме, да се пропушта едноставно брзата помош и во најголемиот метеж, имајќи во предвид колку ни се тесни улиците, а секој од нас, барем секој втор ден е сведок дека со вклучени ротациони светла и сета останата сигнализација заглавуваат и возилата, амбулантните возила на брзата помош во хаосот, сообраќајниот хаос и метежот. Да, повеќе ќе го препишам. И колку е тоа проблем, да. Така, повеќе ќе го препишам, можеби и да се има таа сообраќајна култура, малку е во прашање и непознавање на начинот како да се отстапи простор на возилото. Значи, секогаш повторуваме дека кога се стои на раскрсницата, возилото наше поминува помеѓу две колони, значи она што е од десната страна оди на десно, она што е на левата оди на лево.
едно возило да отиде од лево, да отиде десно, значи се случува ќе го попречи патот и залудно е после реакцијата на сите останати возачи. Значи треба да се апелира и постапката на возачите да биде правилна при кога ќе видат едно такво возило со ротации со сирени како се движи низ улиците, а посебно е проблем со враќајниот метеж кога и да возачите сакаат да направат простор, нема каде да го направат тој простор. Значи сообраќајната култура можеби е подигната на некое повисоко ниво за разлика од порано, меѓутоа не секогаш има можност да дојде до израз, нели така. И така да навистина нашите возачи имаат проблем при движењето низ улиците, но се случува посебно во шпицот. Посебно во шпицот се случува да брзаме, да стигнеме на место каде што треба на посочената адреса, меѓутоа транспортот потоа до здравствените установи, до болниците ни е многу отежнат. Така. Поготово пред клинички центари. Неретко се случуваат и сообраќајни несреќи во кои токму засегнати се и амбулантните возила. Да. Така е. Затоа што сме ние дел од секојдневниот сообраќајен метеж што се случува во градот, меѓутоа ние сме тие кои што брзаме, кои што навистина треба и возачите наши да се 100% концентрирани. Знаете дека немаме некое предимство во однос на сообраќајниците на црвено светло и така натаму. Значи сето тоа е би рекла на ризик на возачот кога поминува на црвено светло, затоа што ако нешто се случи, тука одговара нашиот возач, иако сакал да спаси нечи живот. Меѓутоа и самиот е свесен каков пациент вози, колку се битни секундите во такви ситуации за да се стигне. Апсолутно. Да ги слушнеме гледачите, почитувани во програма сте, повелете. Да, добар ден. Добар ден. Сакам да ви ја поздравам емисијата. Посебно вас сакам да ве поздравам што многу добри теми наоѓате. Ова толку многу ми значи што сега го слушам, затоа што живеам сама, а живеам во кисела вода, а кисела вода нема поликлиника. А многу често имам висок притисок. Па би ја замолила докторката, сега не знам дали е возможно, ова може стварно, ќе го кажам, да не е во ред. Дали при вакви случаи лошо ми е, не можам малце да има приоритет за кисела вода. Јас додека стигнам до Ченто, додека стигнам до Битваса, па додека најдам такси. Како јас на 70 години да се снајдам? Но ве молам, доктор, ке помогнете. Да, ви го разбирам проблемот со кој се соочувате, посебно како што рековте, повозрастна особа која живее сама, да еве уште еднаш ќе добиете препораки и совети во која надлежност е нивната служба, односно службата во која работат и функционираат. Ние не правиме селекција на граѓаните спрема тоа кој каде живее. Значи секој кој што има потреба од брза помош, кој што навистина има оправдана потреба, ќе си добие соодветна помош од нас. Предност имаат оние најургентните кои што ги пишуваме под број 1 како итни, оние кои што ги пишуваме како одложени под број 2, секако дека ќе добијат итна помош кога ќе се земе адресата, меѓутоа може да се почека некои 15 на 20 минути да се ослободи возило, па и половина час. Значи тие се со одложено дејство, меѓутоа гледачката кажа дека се случува да има висок крвен притисок. Предпоставувам дека се зима и редовна таблетарна терапија. Ние сме тука достапни за совет, за ако треба да се повтори таа терапија, да се премери притисок. Значи многу од пациентите ги следиме и на телефон и се случува да се јават и со 200 притисок, па ако нема возило или ако нема пропратни нешто компликации, да на телефон со чести јавувања комуницираме со нив и полека подадената терапија и сами ќе ни се јават дека веќе им е подобро. Ако веќе не е подобро, тогаш праќаме возило. Значи една успешна соработка и од едната и од другата страна на телефонот доведува до позитивен одговор. Да, токму за ваквите случаи многу од корист беше и службата Ало докторе, која за жал не функционира, има доста и реакции од граѓани токму за вакви совети за при промена на време и варијација на крвниот притисок, па ќе се јавеа некако, ќе се смирија веќе кога ќе слушнат, посебно за ваквите личности кои се повозрастни, а живеат сами, а ги има доста голем број. Да, таа линија беше многу добра за тие граѓани
граѓани и беше добро и за нас што нашите линии беа многу растеретени од таквите јавувања, за некој кој што бара совет, за некој кој што сака нели да си каже што проблем има или значи на тој начин ги примавме само ургентните случаи ги обсервиравме, а додека други останатите си беа и за нив подобро беше кога се јавуваа на тие линии, можеа да си кажаат кој проблем го има и така натаму. Меѓутоа сега затоа реков пошто ја нема во моментот таа линија, еве и ние сме достапни и да за им излезете во пресред со совети барем, апсолутно. Доколку е до тоа, но доколку има потреба од титна интервенција, ако има потреба, секако дека доаѓаме. Така, да ги слушнеме и следните гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Да, ало. Во програма сте, повелете, ве слушаме. Вака, добар ден. Поздрав до вас, поздрав до прекрасната докторка од Брза помош. Моето прашање беше во врска со ало докторе. Така. Како што и напомнавте, нели, сега пред малку. И би сакала да знам дали имате некоја информација, дали ќе биде исто вклучено како што нели беше. Так. Пошто многу ни помага на нас граѓаните, значи и да не досаѓаме, што се вели да не задржуваме линија на брза помош, ние не досаѓаме, имаме мака, меѓутоа ви треба совети и препораки. Ви треба совети и препораки, сепак еве вртиме во брза помош, што се вели има може некои хитни, каде што не сакаме сега да се загрозува нели животот на некои хитни пациенти. Да, вчера исто имавме исто прашање од гледач, токму се јави. Поставив прашање во Министерството за здравство, се уште немам одговор, меѓутоа се надевам дека за викендот ќе добијам одговори со овие ваши барања и инсистирања. Има голем број на граѓани, така да викендот, празничниот викенд, ќе емитуваме и прилог во вестите со цел да алармираме дека навистина има потреба од враќање на оваа служба, би ја рекол, или проект во кој навистина искусни лекари знаат точно дури и преку телефон да проценат за каква состојба се работи и каде да се упатат граѓаните. Ви благодарам, господјо, секој е добро. Доколку имаме и следен гледач, ќе го прокоментираме уште малку и ало докторе. Почитувани во програма сте, повелете. Да, се исклучеве, може и ваш коментар, еве, што зборувавме и пред емисијата, еве се повтори дека доста често... Искуството на граѓаните, односно на корисниците е сосема позитивно и оправдано за да се обнови една таква линија, значи тоа беше како проект на Министерството за здравство, и со тогаш и со наша иницијатива на здравствен дом за да се отвори таа линија во склоп на просториите беа кај нас, бар тогаш беа кај нас, во брза помош, во итната медицинска помош, така да доаѓаа доктори, обично беа тоа искусни пензионирани доктори од различни специјалности кои што даваа соодветни совети и каде да се обратат на граѓаните, и така им беше многу подостапен доктор во секое време. Така е. Да се вратиме уште малку на функционирањето на брзата помош, дека го поминавме хаосот и метежот и сообраќајната култура. Убаво рековте, тие што се на левата страна да тргнат лево, тие на десно, за да, како што рековте, тоа мора да го знае секој возач, дека брзата помош поминува на средина помеѓу двете ленти. Неодамна имав можност да прочитам или да се информирам за еден интересен случај, дека не само за лоши работи, како што се вели народски, интервенирате и за добри, ви се случуваат и добри работи, да службата, односно дежурниот тим има породил трудница, живородено бебенце, како се случи тоа? Коментарот беше и мој тогаш, добро е што ни се случува и нешто убаво. Така. Значи тоа беше родилка која што нели се јавија на телефон, бара веднаш да се интервенира. Екипата отиде професионално, изреагира, значи се роди здраво, живо бебе, се однесе до педиатриската клиника, мајката до гинеколошко-акушерската клиника и така сето тоа заврши убаво. И морам да кажам дека ова не е прв случај, имаме доста случаи на породувања. Така што... Да, се сеќавам дури пред 10 години трудница заглавена во лифт, дури таму интервениравте. Значи, имаме и убави ситуации, не секогаш е се така лошо, за жал.
Меѓутоа, тоа не е една светла точка, да речам, тие породувања, значи не секогаш не е работата губење на животи, за жал. Ви дава дополнителна мотивација. Така, дополнителна мотивација дека не е се така темно, дека не е се така црно, дека имаме и убави случувања во службата. Така да, буквално бевме сите така позитивни и тој ден дека ете нешто убаво ни се случило. Так, меѓутоа, за жал, вашата работа е таква, неизбежно е и во оваа емисија да го ја спомнеме големата трагедија, веќе месец дена помина, бевте доста ангажирани. На кој начин, еве, од Скопје помагавте како служба на граѓаните, односно на повредените, и како се организиравте, како функциониравте во тие, би ги рекол, критични утрински часови, за да се спасат што повеќе животи? Како што знаете, повикот прво, сето тоа се случи во раните утрински часови. Значи, повикот во итна помош беше негде меѓу 3,5 и 4 часот, кога жител од Кочани веќе ставил во возило 3 деца за да ги носи на кај Скопје, се јави од преднаплатна наплатна станица во Миладиновци, дека веќе е тука и дека да пристапиме барем дел од децата да ги превземеме до болниците. Така и го добивме. Човекот, значи, беше преку ЦУК не извести, преку 112, потоа и со ЦУК контактиравме и тие известија дека се случува нешто страшно во Кочани, дека ќе треба сигурно да се мобилизираат повеќе екипи, не се знае уште за што се работи, меѓутоа дека има и жртви и дека има многу повредени. Се мобилизиравме многу брзо. Значи, веќе во 4 часот наутро, 4:10, веќе беа нови 4 екипи викнати од дома и веднаш пристигнаа. Во меѓувреме 2 екипи, едната до наплатната во Миладиновци, 2 деца однесе, едното дете проложи со човекот кој што се јави, другата отиде према Кочани и така се од тука почна. Потоа следеше дневната смена која што дојде, викавме во тек на целиот ден колеги од дома. Една огромна благодарност на сите колеги со кои што имавме неизмерна соработка, кои што несебично се нудеа тие денови за да помогнат, буквално одеа дома да одморат и да се вратат. Со оглед на тоа што сме многу малку, тие се и во редовни смени многу ангажирани, значи буквално и оние малку слободни сати што ги имаа за дома несебично се дадоа и ни беше многу лесно, бидејќи самите се пријавуваа да најдеме екипи за да се помогне во тие моменти. И во транспортот пред се понатаму до аеродром. Значи до 11 часот веќе се пренесо 11 деца од наша страна, јас ги велам деца, сепак деца се, да. Се деца. Беа пренесени, пративме возили во Штипската болница за да биде таму ако има потреба и тие навака донесоа пациент во болниците. Имавме, да речам, како тест на координацијата на здравствените институции, значи несебична соработка од сите одговорни во здравствените установи, од 8 септември, од Свети Наум Охридски, од Тоари Луц, значи комуникација со сите директори се воспостави веднаш таа комуникација за да се знае точно каде се носат сите пациенти, каде се веќе исполнети местата и така натаму. До 11 веќе беа направени сите транспорти, а веќе од 13 часот почнавме со транспортите на аеродром. Значи многу брзо се организира за да има транспорти. Да. Тука во овој контекст ќе го споменеме и вашиот колега од Кочанската помош кој за жал го загуби животот ден по несреќата. Навистина поради тој напор и стрес што го доживел, сочувство до семејството. Така, и јас би изразила прво сочувство до сите оние семејства кои што ги изгубија децата и сочувство до семејството на возачот кој што стресот не можеше да го издржи. Значи тоа е навистина стресна работа и за сите нас, бидејќи ова нешто што се случи, не го посакувам веќе да се случи. И поготово во едно такво место каде што предпоставувам и голем дел од децата ги знаат меѓусебно. Така да стресот си го прави своето и сочувство до неговото семејство. Дали сега ве бараат, бидејќи доаѓаат, има и добри вести за да помагате околу преносот, транспортот, дали одите во други држави да ги преземите? До сега 2 пати бевме во Белград,
еднаш во Ниш, утре имаме најава за Ниш, пак да се оди да пратиме екипа, еднаш во Софија, така да секојдневно ни стигнуваат со кризниот штаб што е во Министерството за здравство, имаме одлична соработка, секој ден ни стигнуваат инструкции што да се прави, како да се прави. И пак реков, и покрај сето на ангажираност што имаме во градот, бар до сега успеваме да одговориме и на тие, и нас ни е задоволство кога ќе треба да вратиме некој од оние деца кои што ги пративме во странство, кои што се враќаат живи и здрави. Доктор Димовска, ви посакувам многу сила пред се да бидете тука за сите нас, бидејќи навистина не се знае кога ќе ни бидете потребни и да спасувате што повеќе човечки животи, а пред се да се доекипирате за да излегувате што повеќе во пресрет на поголем број граѓани. И ви благодарам за одвоеното време, за советите и искуството кое го споделивте. Среќни великденски празници и ве очекувам да бидете повторно дел од Добриот доктор. И јас ви благодарам на поканата. На сите православни христијани им ги честитам великденските празници. Им посакувам многу здравје, среќа, успех и само убави моменти. Така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани, тука и крајот на денешното издание на емисијата. Вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре, а во утрешната емисија исто така ќе говориме на тема поврзана со великденските празници, односно околу исхраната и како правилно да се храните за да не си наштетите на здравјето. Во меѓувреме останете со програмата на Сител. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!